Почитувани, лагата е лага. Единственото нешто на што остана Заев доследен до крај е лажењето, манипулирањето и потценувањето на граѓаните. Во неговата економска пропаганда, тој лажеше дека на крајот на годината ќе имало поврат на ДДВ за граѓаните и на тој начин секој граѓанин ќе добива 30.000 денари годишно. Ниту доби поврат на ДДВ, ниту пак се почна со овој проект. Заев лажеше дека ќе ги врати парите кај граѓаните, а денеска парите се влеваат во фирмите на неговите најблиски соработници и невладини организации кои ја поддржуваат неговата политика. Заев лажеше дека младите, веднаш по завршување со образованието, ќе добијат работно место, а гледаме како седат дома младите без работа. СДС не отвори ниту едно ново работно место, а напорно работи да ги избрка странските инвеститори и да ги затвори веќе отворените. Заев лажеше за вложување во домашни енергетски капацитети за стабилна и поевтина струја, а со најавената либерализација, струјата во наредната година ќе поскапе, а фирмите на Андјушев ќе се здобијат со монопол. Лажеше за изградба на 500 км автопат, а ја стопира изградбата на сите автопати кои ги започна да ги гради ВМРО ДПМНЕ. Лажеше дека полицијата ќе ги штити и ќе биде сервис на граѓаните, а денеска гледаме како полицијата е злоупотребена од СДС за предизборната кампања и како се ослободуваат личности кои се осудени за криминал, терор и изборни нерегуларности, со што директно е загрозена безбедноста на граѓаните на Република Македонија. Лагите на Заев се веќе препознатливи за граѓаните. Тие знаат дека не може да бидат манипулирани и злоупотребувани. Граѓаните тоа ќе го докажат на 15 октомври. Благодарам.